почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денес ќе слушнете како Никола Груевски се штител да не прозборат неговите соработници за тендерите, преку кои милиони евра на граѓаните завршувале во фамилијата на власт. Груевски од позиција на премиер знаел и молчел, значи дозволувал, спорни незаконски тендери, преку кои се одлевале милиони евра народни пари во фирми блиски до неговите најблиски соработници. Доказ е овој владин документ, насловен како информација за функционирањето на Министерството за информатичко општество и администрација од 2007 до 2012 година, во кој што се потврдуваат сите индици за сериозните криминали во Министерството што ги обелоденивме. Документот е направен и подпишан од еден од најблиските соработници на Груевски, вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски. Овој документ, се додека ние не го откривме, се чувал во тајност. Ке потсетам, токму во фирма на братучедот на министерот Зоран Ставревски, која беше дел од конзорциумот за реализација на проектот Интероперабилност, завршиле 850.000 евра. Илјадници евра во фирми блиски до власта, завршили за проектот психолошки тестови за администрацијата и софтвер за тестовите. Во фирма на собственикот на Алфа ТВ, поврзана со кумот на Мијалков, завршиле 15 милиони долари за дел од проектот Компјутер за секое дете. Сето тоа одело преку Иво Ивановски и Марта Арсовска-Томовска. 4 години досега Груевски знае и молчи за нодите на Пешевски во овој владин документ, нелогично назначен како доверлив, со оглед на информациите од јавен интерес. Се поставува прашањето, дали Груевски ја нарачал анализата на сомнителните тендери во МИОА преку неговиот послушник Владимир Пешевски, за да обезбеди молк од соработниците. Со какви други документи, во кои се потврдуваат неправилности и криминал, Никола Груевски во молк ги држи неговите соработници, кои досега несватливо покриваат очи и уши за вистината на нивниот шеф криминалец. Ова е само уште еден доказ зошто Никола Груевски и врвот на ВМРО ДПМН во власта нарача аболиција кај Ѓорги Иванов и зошто бегаат од регуларни избори. Очекувам надлежните институции веднаш да се позанимаваат со скандалозната инволвираност на Груевски во незаконските тендери во Министерството, а најавувам дека по промената на власт, содржината на овој документ ќе ја направиме достапна за граѓаните. Сите кои што направиле или учествувале во криминал ќе одговараат. Благодарам. Што содржи документот или нема треба? Документот содржи индиции и докази за безброј неправилности, нерегуларности и криминал. Кој го правел? Некоја ревизорска куќа или владата правела? Тим воден од вице-премиерот Владимир Пешевски. Ви благодарам многу.